Почитувани гледачи, одиме понатаму со емисијава. Мој гостин во специјалното издание на емисијата Дневна соба по повод 30 годишнината од постојањето на ТВ каналот ВИС е Миле Милановиќ, поранешен собственик и поранешен директор на телевизијата. Миле, добар ден, добре дојде. Ова е и твој јубилеј. Да, добар ден, Георгиј. Што веќе не си во телевизија. Не сум и од почетокот, меѓутоа уште си славиме заедно. Ја фати златната средина. Златната средина, баш така, златната средина. Дел сум од секоја една прослава, од секое збиднување околу телевизијата. Пред се гордост ми е што се изградивме како една мала блиска фамилија меѓу себе. Воспоставивме многу убави релации и горди сме на тоа што ретка телевизија која ја задржи структурата и само ја надополнуваше низ времето. Мислам дека имам заслуга и јас малце во тоа, меѓутоа основата која имаше телевизијата уште кога се градеше, основната филозофија дека се прави нешто блиско, семејно, фамилиарно, а достапно за граѓаните, го направи ова основното да денесе телевизијата тоа што е. Во тоа златна средина на телевизијата, јас ја нарекував во себе, тоа јавно никогаш не го реков, дека тоа е телевизија Мерлин Монро. Знаеш зошто? Заради тоа што... Заради иницијалите Мерлин Монро ММ, а двајцата собственици и менаџери на ТВ каналот ВИС е ММ како Миле Милановиќ и ММ како Мита Мица. Баш Мерлин Монро период. Така. Интересно. Кажи ми, кој период ти пристигна во телевизијата и колку време беше овде? Ние во телевизијата како собственик и како менеджер на телевизијата од 2005 година бев до 2013. Меѓутоа претходно од 2005 почнавме неколку проекти со Димитар Мицев заедно да ги работиме за продукцијски. Така почна таа љубов за камерата, за продукцијата, за телевизијата. Веќе 3 години работевме наши надворешни проекти. ВИС ни даде простор да се докажувавме. Имавме неколку проекти како джуниор. Би сакал да спомнам дека нашата новинарка Ивана, вашата новинарка Ивана, баш излезе од таа емисија джуниор, уште од мали. Станува збор за Ивана Вангелова, да, кога зборувавме за 3 русокоси, покрај Стојне Митева и Сузана Мицева, тоа е и Ивана Вангелова. Она ни беше прв наш соработник во таа надворешна продукција. Сите тие емисии ТВ каналот ВИС ги користеше како надворешна продукција. После се разви таа љубов кон бизнисот, да го кажем, како телевизија. Во склоп на околности се направи измена во собственичката структура, влегов во структурата на ТВ каналот ВИС и мислам дека овој период беше еден така убав цветен полетен период за телевизијата, во кој што се случија многу битни работи во делот на менеџирањето, во делот на експанзијата на телевизијата, па и многу тешки одлуки кои се носеа во делот на дигитализација, на регионализација, на веќе ударот кој го почна да го нанесуваат социјалните мрежи, па не е лојалната конкуренција, така да беше еден турбулентен период. И сметам дека добро го пребродивме, убаво течат работите и мислам дека ТВ каналот ВИС е гордост пред се за Струмичани, а и гордост на овие простори што 30 години обстојува прва приватна национална телевизија и уште поголема е честа кога на различни средби со странци и амбасади, тоа ќе ти го потврдат кога ја препознаваат телевизијата како чинител во општествениот живот. Тоа е една сатисфакција кој гледачите од другата страна на екранот не го доживевуваат така. Меѓутоа, за тоа да се пренесе кај нив има макотрпна работа и од новинарите па до менеджментот. Веќе 7-8 години не си дел од телевизијата, ти недостасува ли? И што беше телевизијата за тебе? Бизнис или некаков имидж за да работиш поуспешно во некои други сфери? Па вака, телевизијата прво на мене ми даде бекграунд на бизнисмен, на менеджер. Ме научи на многу работи, ми отвори дополнителни врати кои и ден денес ми помагаат во бизнисот. Ми недостасува
ми недостасува таа атмосфера овде што се ствара. Не би кажал дека е помалку стресно од другите бизниси, меѓутоа е малце порелаксирано, попријатно за работење. Ми даде еден поттик и една поддршка во понатамошниот мој живот. Во склоп и ради целата ситуација јас и излегов од телевизијата заради други планови, малце повеќе да се посветам на, ајде да го кажем, производниот реалниот бизнис, отколку медиумскиот. Меѓутоа, не случајно, мислам дека се остави добра основа, се остави добра структура, па моето излегување или недостаток не направи, да кажеме, проблем на телевизијата, туку баш напротив даде уште една позитивна енергија. Само што не остави тажни. Знам. Секој моје доаѓање е посебна приказна и така. На прашањето колку недостасува, можам и јас да кажам, бидејќи сега новите простори на ТВ каналот ВИС се наоѓаат на таква локација кои се блиски до твојата фирма и знаеш честопати да дојдеш овде, да испиеш кафе, да поразговараш со вработените и се уште те чувствуваме за свој. Така, и јас ве чувствувам како голем дел од таа, како што каже, фамилија и сметам дека таа е вредноста што ја има ТВ канал ВИС, тоа фамилиарно зближување, фамилиарни врски, таа е нашата јачина и се уште јас си ја кажувам како моја и не си го крием тоа задоволство да си кажем дека ТВ канал ВИС е моја телевизија, така да се чувствувам дел од фамилијата. Иако не си овде, имаш ли некаква желба, некаква визија, има ли иднина ТВ каналот ВИС? Познавајќи го прво менаџерската структура, познавајќи го карактерот на вработените, има иднина телевизијата, многу брзо се приспособуваат. Новите модерните текови се навистина тешки, навистина динамични и тешко да се прогнозираат. Меѓутоа, ние со тек на време покажавме дека уште потешки времења поминавме и политички, и економски. Сите тие удари што ги имаше на моменти телевизијата, убаво, безлузни ги поминавме и сметам дека визијата, тоа што го слушам кај менеджментот, кај вработените, во кој правец ќе се движат работите, сметам дека има светла иднина. На крајот на денот некој пак треба да ја произведе веста. Дали ќе се гледа на социјална мрежа, дали на телевизор, дали ќе се слушна на радио, некој треба да ја создаде веста. Тука има и капацитет, има и луѓе, и опрема, за да се создаде веста која треба во вистинско пакување да дојде до гледачите. И тоа уште низ муаветот да спомнеме дека си ја задржа телевизијата релевантноста. Се уште е препознатлива како релевантна телевизија, каде што информацијата е точна, навремена и вреди. Тоа е најголемото богатство. Да не забораваме да кажеме дека во овој 30 годишен период после појавувањето во етерот на ТВ каналот ВИС како најстара телевизија и во овој регион и воопшто во државава, сега сме најстари во секој случај, се појавија во Струмица во различни периоди на овие изминати 30 години уште 4 телевизии. Тие 4 телевизии ниту една не работи, останавме сами. Јас би кажал 5, не се 4. 5 се. Да не ги спомнуваме или да ги спомнуваме. Како локални бела, Јул, Струмица и Интел. Радио телевизија Струмица, Интел и ТВ Нова што затвори, а сега имаме Радовишката конкуренција. Не, зборувам за Струмица. Кој обстојува. За Струмица кој обстојува и затвори. Уште 4 обстојува одредено време, колку што обстојува, но сите затворија. Тоа е уште еден доказ, уште еден показател за силината на ТВ каналот. И тежината која го носише телевизијата. Мораме да напоменеме дека исклучително воодушевувачки не прифаќа кога ќе кажеме, на пример присуствувавме од саеми за медиуми до разни обуки, до разни не знам, доаѓа и тука и од BBC, од CNN, од каде не врше обуки. Останува запрепастени позитивно дека ние бевме телевизија која имаше над 20 вработени. Така е. Во моменти со надворешни соработници за емисии имавме над 20 вработени. Во тоа време национални телевизии обстојуваа со 40 со 50 вработени. Регионалните, просекот на регионалните или локалните да ги кажеме, беше 7
максимум 7 до, не знам, до 9 луѓе. Ние со 20 луѓе обстојувавме. Изгоре на тоа работевме проекти од национален интерес кои беа така. високо оценувани Јас би кажал, во Советот не за само радиодифузија и не само тие проекти, туку и проекти во рамките на некаков проект, да кажеме, на американската невладина организација Search for Common Ground и така натаму. Бевте секогаш високо позиционирани во земјава. Ја би кажал дека сме били еден од најсаканите соработници, најбараните соработници. Гордо се кога ќе ги видиш проектите, дали е хендикеп, дали не, тие проекти што се изработува не можеа да учествуваат на меѓународни фестивали. Може би е хендикеп, меѓутоа гордо се кога ќе видиш дека проект во продукција на ТВ канал ВИС многу пати се повтараше на националните телевизии, затоа што законски тие проекти што ние ги изработувавме се на државата, државата можеше да ги даде било кој да ги емитува. Нашите проекти на Сител телевизија, на Канал 5, мал број пати беа вртени, давани, барани од публиката и за Дојран, и за проектот за Дојран, и за театарот, Феномен театар. Беа проекти уште се емитуваат и уште се барани да се. Многу беше интересно, имаше еден момент кога го промовиравме Феномен театар. Значи ние имавме барање за купување на DVD, тогаш беа актуелни, нели, DVD да си купиш. Од странство и од Македонија, наши струмичани има излезено. Тоа не смеевме да го правиме. Не смеевме да го правиме, баш заради авторски прави, не ни наш, и тоа може државата да си го направи. И беше интересен моментот, затоа што во проектот се спомнуваат еден куп фамилии струмички и во проектот за Дојран, што е таму еден проекти кои беа барани на ниво на, не знам, некој филмски жанр, светски. Апсолутно. И тие беа вредности кои гледаш дека тога си направил нешто добро и квалитетно. Фалбата е регја, велат, да не се фалиме премногу, поминавме 30 години, дел од тоа, од таа историја си и ти, се надевам дека си задоволен од она што го имаме денес како продукт, се надевам дека ќе соработуваме во некој догледен период и дека повторно ќе се гледаме за убави нешта. Нека биде така. Нека биде така. И многу И благодарам за гостувањето. Само што после 30 години си доби свој дом, свој висие во своја куќа, редно беше после толку. Имаме 30 годишен јубилеј, но имаме јубилеј петти простории. Баш петти простории, ама први наши. Први наши простории. Така, со тапија. Миле, ти благодарам за разговорот. Ви благодарам за поканата, секогаш е задоволство да се биде овде.